со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Господин Костов, ние влеговме во оваа политичка криза со многу обвинување за фалсификувани избори, за крадење волја на граѓани. Денес имаме, знаете, два пати се одлага изборите со образложение дека избирачки списоци се не проверени, не прочистени, медиуми дека не се етаблирани како демократски се на страната на власта. Денес имаме речиси идентична ситуација. Избирачкиот список е 99% ист како и претходните избирачки списоци. Сите други обвинувања кои што беа наметнати како причина за непризнавање најправи на изборните резултати во 2014-та, речиси ништо од тоа нема драстични промени. Денеска опозицијата вели дека има услови за фер и регуларни избори. Што се случи во овој период и зошто беше потребно 2 години ваква ситуација, за да на крај да имаме исти избирачки список? Единствено различно е многу појасна веројатно сликата кој е во дијаспората, кој не е во дијаспората. Од фантомите не излезе ниту еден случај потврден на двоен идентитет на личности, па 30.000, 50.000 лични карти, па 500.000. На крај сето тоа кај исчезна? Но ова прашање најдобро Зоран Заев може да одговори, ама очигледно тој бега и не сака да одговори. Инаку многу пати сум зборувал за избирачкиот список. 1998-2002 сум бил член на државна комисија за избирачки список, која веќе не постои. Ја знам технологијата како оди на една магнетна лента, како се надоградува избирачкиот список. Тоа е еден процес кој нема крај, има почеток некаде во раните 90-те години, но никој пат нема крај, бидејќи имаш влез и излез, имаш нови субјекти кои се стекнале според уставот со право на глас, и имаш луѓе кои го губат правото на глас, сето тоа е регулирано во законите, и некој изгледа тоа не можеше да го свати, или пак не секој пат ажурното техничко средување чакаше да ни го продаде како рок во вреќа во ликот на фантомите. Одговорно тврдев и тогаш пред година дена и сега дека нема фантоми во нашите избирачки списоци, тоа и се покажа. Се направи едно раслојување, а бројката очекувам да биде иста на говестувањата се дека 1.700.000. Па и некој глас повеќе. И сега видите сега. Сега 170.000 ги ставија со звездица, тие се дијаспората. Оние колку остана 30.000 или 19, сега веќе не сум сигурен, бидејќи тоа со што веќе се менува, рекоа ќе ги избришат од избирачкиот список и тоа е греф, да знаете, тоа е противзаконски. Оние кои што не се пријави. Така, да беше кажано сите морат да се пријават, да одиме на исчитување, кој се пријавил како на западот го има, па тој ќе гласа, ние не го направивме тоа, направивме само за една категорија која се сомневавме дека се фантомите, и сега така, му текна на некој, има овие да ги избришеме, и лично мисламе голем греф тоа што се направи, неправедно е, ама еве, и тоа нека биде, тоа не се фантоми, одма партиите од албанскиот блок кажа, тоа се повеќе наши гласачи, и така натаму, и така натаму. Како и да е, се покажа дека нема никакви фантоми. Не се најде ниту една дупла лична карта од мене, од вас, да сме заведени на две различни адреси за да се покаже дека сме ги употребиле. Зашто од нас? Па примери сега, извинеме, нека биде од мене. И така да таа приказка е приказка за мали деца. Избирачкиот список е потпишан, приказката е завршена. Значи е потпишан од членовите на ДИК, од партиите пржино договорот, и сега ја гледам некој пак сака да го отвори таа тема. Заев во една прилика пред 10 дена кажа, сега има 70.000 во дијаспората фантоми. Колку бираме од дијаспората? Тројца.
Со колку ги биравме, никој пат не гласале толку. Маријан, тоа е ван памети е тоа. Сега, ја ова година сум скептик дали ќе избереме од диаспората. Еден, веројатно, 1 до 2. Строгост, со она строгост, не сум сигурен, ама ево дај Боже да не сум во право. Зависи како ќе Обично сум оптимист, во случајов сум песимист. Денеска не видов информација, веројатно ДИК се уште нема утврдено процес дали повторно ќе се пријавуваат и по кој начин ќе се пријавуваат оние за гласање. Како и да е, нека одлучат. 1 до 2 веројатно ќе има пратеници, претпоставка. Значи, избирачкиот список е како и кај секоја друга држава, годинава тресен од ДИК, од ОПСЕ, од ОДИХИР, од странски стручњаци кои дојдоа специјално работеа за тоа. Мене прашањето ми беше во насока на тоа. Опозицијата тргна со, ако добро се сеќавам, 5 или 6 точки врз основа на кои тврдеше дека изборите се фалсификувани и украдена војата. Меѓу нив, нели? ДИК, избирачкиот список, медиумите и кампањата, парите. И да, Тоа се 4 држава ООН. Да. Сега, јас логиката вели дека од таа 2014 од изборите, дента по изборите до денеска, дали во Македонија имаме друга слика, дали во Македонија односно како опозицијата ќе го објасни моментот сега дека во принцип драстично не е ништо променено. Веројатно немало ништо да се тоа е еден феномен. Немало ништо да се промени веројатно во тој процес. Мене кога ме прашуваш, друга слика нема. Се има нова состојба различна од за 2 години понапред сме. Еве што е за што се работи. Постои еден феномен во политиката кој се вика Ди Лампедуза. Тоа е тргнуваш во радикални промени на се и се што се менуваш, до толку го менуваш што на крајот велиш ништо не е сменето. Сега теоретски да не го објаснувам тоа е една книга на еден италијански автор каде што дедото го прашал внукот кој бил од Гарибалди овие партизани, рекол внучеве што толку менувате, а ова е било старата аристократија, вика дедо има све да смениме за на крајот све да остане исто. Заев нас не втурна во една таква спирала, го смени ДИК. Не сум сигурен дека е сменет. Зошто партиите не се тргнати од ДИК? Зошто има Заев представници? Зошто ВМРО има представници? И така натаму. Го смени избирачкиот список. Еве го подпише ист 1.700.000, само звезди си ставија на категории на гласачи. Изборните кампањи сакаше да ги ограничи со некои си неприродни цензуси и ограничувања. Еве се стави тоа НКВД, ја го вика мат коктелото. Тоа е средовековен цензор, Маријан. Ти како новинар, како бе да дозволиш ја тебе така те цензурира? Мене не ми е јасно. Башка, ако се интервенцијата разграничување власт, држава, процесите, ние доведовме до ситуација да партиите се во кампања веќе 2 години. Па да. Ние ги се изборат, сега има избор на материјалот, замор на материјалот. Малку заморени се и веќе се чувствува замореноста. Него зборот ми беше тие се сменија за да на крајот се остане исто. Тоа е еден познат, значи реков Ди Лампедуза феномен, тоа е политичко изборен инженеринг кој верувајте не носи добро. Јас сум не да мислам, јас сум сигурен дека сето ова на СДС нема да му донесе повеќе гласови. Тука е веројатно и клучното прашање за финишот пред последните 4 минути. Ако е се идентично како што велите, променивме се за да остане се исто, ако се согласиме дека заедно го само сега е проверено. Сега е проверено. Сега е се чисто. Заедно се согласиме одлучено жутом. Заедно се согласиме дека на 110 вратеници гласаме, го распуштивме парламентот, зборам хипотетички, како политички партии. Па да. И имаме влез во изборна кампања, имаме изборен процес, имаме ден на гласање и на тој ден на гласање, ако се случи изборен резултат како што предвидуваат анкетите, во кој правец ќе се движи Македонија? Сега само ќе морали да ги веројатно ќе треба да ги признае изборите. И што потоа? Сега само и да не ги признае резултатите, ќе биде изолирана. Се заговара, уште сега се пуштаат муви да би имало некоја влада на национален спас. Од што бре луѓе спас? Сите сме живи, здрави сме, екзистираме, работиме, се трудиме колку можеме. Влада на национален спас може да има ако резултатот меѓу ВМРО и СДС е пратеник до 2, како што е во Црна Гора, па да не може да се состави влада. Ако имате вие 10-12 пратеника разлика... Добро. Еве тука да ме убедите од тоа, ама ја не сум сигурен дека таков ќе биде резултатот. Тоа зборам. Ја не сакам да испадне дека гледам на
филџан кафе или некоја предизборна астрологија. Добро, се држиме до мали. истражувањето на јавното мислење покажуваат барем знаете што? 10-15% разлика. Ако СДСМ си го подобри политичкиот менеджмент, ако СДСМ политичкиот маркетинг малку го издигне на едно повисоко ниво и го сообрази со условите и го понуди на луѓето, ако ја избере соодветната стратегија, ако направи тим добар и тој тим ако избере тактика добра како да ги пласира идеите на социјалдемократите пред избирачите, а тоа веќе ви ја кажав, тоа е на рамка за изборна кампања. Значи сега ви ги бројев рамките што се е потребно за успешна кампања и ако изберат добра порака, кратка, јасна, конциза, од која ќе го излечат слоганот за кампањата, ја мислам може да се надеват оно што го направи 2006 ВМРО ДПМН, тие сега да го направат. Но ја не гледам такви податоци, не гледам такви индикатори, напротив, тие уште понатаму одат, се бават со ВМРО, пуштаат идеи дека ВМРО се распаѓа, а ваму ВМРО ги збива редовите, не нормално ги збива редовите и еве ги активира, што се вели, последните штабови, доде до таму што дури Вајгал замери штабовите на ВМРО не били отворени. Еве му одговорија Викендов. Добро, кратко само како финиш, очекувате ли решение на кризата по изборите, почеток на решение на кризата или почеток на нова криза? Очекувам решение, тоест почеток на решение на кризата. Изборите се решение на кризата и давање насока во кој смер да се оди, давање правец каде да се оди. Не сум присталица на тоа дека треба да има нови избори. Зошто? Зошто пак нови избори? Некој ќе му правиме сега, ќе му исполнуваме музички желби и лично мислам, сега малку критика за ВМРО ДПМН, треба да смени тактиката на попусливост, треба да оценат веќе што може да попуштат доколку се победници, а што не. Ако пак СДС ја освои власта, ќе си тера како што тој замислил. Значи, мислам дека нема да има продлабочување на кризата, туку напротив, кризата се подалеку и подалеку ќе ја оставаме зад нас. Живи били, Па видели. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија.